Зградата на Центарот за јавно здравје во Прилеп наскоро ќе добие нов лик. Менаџерскиот тим предвиде реновирање на фасадата и делумно препокривање на објектот, со што се планира да се подобри енергетската ефикасност и да се отстранат старите лесонитни плочи од покривот. Во текот на минатата недела распишавме јавна набавка за надворешна реконструкција на Центарот за јавно здравје, односно реновирање на фасадата и делумно препокривање на објектот. Препокривањето ќе значи делумно реновирање, односно промена на постечките лесонитни плочи со нов певец, односно лимен кров. А пак новата фасада е идење решение кое што ја избравме после конкурс во месец јули. Тоа представува микс од неколку бои кои што во голема мера ја представуваат нашата работа и дејност. Но пред се со новата фасада сакаме да ги санираме постечките недостатоци на постечката фасада и заедно со промената на ПВЦ-дограмата која што ја направивме пред неколку години да добиеме многу поголема енергетска ефикасност. Проектот за оваа јавна здравствена установа го изработи Прилепското јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, а средствата ги обезбеди Центарот за јавно здравје Прилеп. За оваа намена Центарот за јавно здравје обезбеди средства во висина од 2,5 милиони денари и по проектот кој што го изработи јавното предпријатие за просторно урбанистичко планирање, околу милион денари ќе бидат наменети за препокривањето, а останатите средства ќе бидат за новата фасада и за осветлување. Јас во оваа прилика ги поканувам сите прилепски фирми да аплицираат на оваа јавна набавка. Тендерот трае уште само еден ден, па ги поканувам сите оние кои што ги исполнуваат условите, а условите се минимални, односно бараме само лиценца без заградба, да се пријават на овој оглас како би ја збогатиле конкуренцијата. Повеќе од 3 децении зградата на Центарот за јавно здравје Прилеп не е реновирана. Застарената дограма и лошата покривна конструкција беа причина за големата енергетска потрошувачка, што сега по реновирањето би била значително намалена. Реновирањето на објектот според предвидената динамика предвидено е да заврши за 50 дена.